Кавадаречкиот совет денеска едногласно ги усвои измените и дополнувањата на програмите за уредување на градежно земјиште и за изработка на урбанистички планови. Беа донесени и две урбанистички одлуки, како и измените и дополнувањата на програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Кавадарци. Програмата за манифестацијата Тиквешки гроздобер, изготвена од Сдруженијето на граѓани Пиволент, ги размрда советниците. Советникот Сашко Петров го обвини градоначалникот дека сакал да ја замре оваа манифестација која е белег на Кавадарци. Праша зошто не се слушале мислењата на кавадарчани како би требало да изгледа оваа манифестација, туку тоа го кажувале луѓе надвор од Кавадарци. Според Петров, оваа манифестација требало да биде лицето на градот и да се организирала на ниво како пивофест во Прилеп, со тоа да се почитувала и традицијата на овој крај. Со текот на годините ме убедивте само во една работа, а таа работа е дека сакате да го умртвите, да ја умртвите манифестацијата Тиквешки гроздобер. Дека сакате да го нема, да ја уништите традицијата која што нашите дедовци и татковци ја создавале со години наназад. Немам намера да зборувам во насока на она дневна политика и политичко препукување секојдневно. Овде кај одговорница да се докажуваме на кои уште му се поголеми, дали на заекот или на магарето. Сакам да почнеме да дебатираме во насока на која е суштината на оваа манифестација Тиквешки гроздобер, која што сметам дека е многу значајна за нашиот град. Најпрво, дали службите и вие градоначалници го знаете календарот на манифестации организиран и утврден од ФЕС, од ФЕК. Тоа е, нели, карневалските групи. Имаме во државите кои што не окружуваат, исто така се организираат настани од ваков тип и ние мораме да знаеме и да утврдиме кој датум во кој град се одржува карневал, за да знаеме и кај нас кога треба да биде одржан Тиквешкиот гроздобер. Но сметам најпрво дека Тиквешкиот гроздобер треба да биде организиран на 7 септември, денот кога е ослободувањето на Кавадарци. Реплицираше градоначалникот Панов. Рече дека делумно се сложувал со дискусијата на советникот Петров и посочи дека Пивофест и Тиквешки гроздобер се сосема различни манифестации. Пиварите давале силна подршка на оваа манифестација, додека тоа не било случај со винарите за Тиквешки гроздобер. Историски земено, Тиквешкиот гроздобер се реализира како резултат на одбележувањето на почнувањето на гроздоберот и тоа, нели, под патронатство и со огромен трошок на винарска визба Тиквеш, кој што сите добро знаеме дека после осамостојувањето на Република Македонија се приватизира и денес е во приватни раци. Од осамостојувањето се бележат настојување на претходните локални самоуправи прво да се заживее оваа манифестација која што патем речено беше долги години мртва, односно не постоеше, и се одбележуваше само празникот на ослободувањето на Кавадарци, тоа е 7 септември. Во изминатиот период имавме различни форми на организирање на оваа манифестација, и тоа организирање од Домот на културата, организирање од Домот на културата со учество на токму, како вашиот предлог, со учество на заинтересирани граѓани кои што беа повикани на јавен повик, кои што имаат интерес, имаат своја визија и многу од идеите беа прифатени од моја страна. Една година имавме ангажман на една куќа поврзана со А1 телевизија, па потоа повторно се врати Домот на културата и еве втора година го организира Сдруженијето Пиволент, односно Сдружение кое што учествува на тендери и ја доби организацијата. Направив многу обиди, сега не можам тоа со доказ да ви го врачам, да ги повикам најодговорните, најповиканите и оние кои што имаат најголем интерес од реализација на оваа манифестација. Редовно правам средби со големите донатори, тоа е Фени Индустри, кој што никогаш не откажал да ги донира тие 10.000 евра, а во знак прашање се секогаш тие 2, 3, 4.000 евра кои што винарските визби ги ветуваат, а потоа или не ги даваат или делумно ги уплаќаат на сметка на локална самоуправа. Значи, испаѓа дека ние како локална самоуправа правиме една манифестација, или нас не удара градот, а винарските визби, рестораните, кафичите и сите оние кои што тогаш имаат зголемени приходи си ги собираат парите од осигурувањето. Нешто слично на свадба.
младите профитираат, а родителите треба да ја платат свадбата. Координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН Зоран Јованчев кажа дека ќе гласале за програмата, бидејќи Тиквешкиот Гроздобер била значајна манифестација за општината. Програмата во која е наведено дека годинава манифестацијата ќе се одржи во почетокот на септември, а како главни звезди годинава ќе бидат групите Риблја Чорба и Парни Ваљак, беше усвоена со 13 гласа за и 4 против. Неизградениот аквапарк и давањето на градскиот базен на стопанисување на спортската сала Јасмин направија кавга на седницата. Се слушнаа многу сериозни обвинувања и лични навреди во втората половина од седницата. Советникот Горан Белевски го праша градоначалникот Панов зошто не бил изграден аквапарк кој бил дел од предизборните ветувања на градоначалникот. Со оваа одлука градоначалникот Александар Панов предлага да градскиот базен му се даде на стопанисување на спортската сала Јасмин до конечен избор на приватен партнер за доделување на договор за јавно-приватно партнерство за реконструкција и изградба на затворен олимписки базен. Пазите, затворен олимписки базен, инвестиција која што чини околу 900.000 или милион евра, што е научна фантастика, а тоа значи дека никогаш нема и да се реализира. И сега сакам да му поставам едно прашање на градоначалникот, зошто градоначалниче до сега не го реализиравте проектот за изградба на аквапарк, тоа вие го ветивте во предизборната кампања, и второ, зошто постојано инсистирате да градскиот базен му се даде на стопанисување на спортската сала Јасмин? И пазете, и покрај тоа што спортската сала Јасмин го има, го стопанисува градскиот базен, ја стопанисува спортската сала, таму има ресторан, има деловни објекти, има магазини, на оваа седница пак бараат 5.000 евра, односно 300.000 денари, пари од општинскиот буџет. А во извештаите, кога ги доставуваат до советот на усвојување, прикажуваат добит. По ова следуваше реплика од градоначалникот. Тој рече дека аквапаркот е планиран да се гради по моделот на јавно-приватно партнерство и истиот ќе биде изграден кога за тоа ќе се создаделе услови. Нагласи дека била изготвена неквалитетна студија од фирмата што го добила тендерот за таа обврска. Во самата моја програма може да видите дека реализација на проектот аквапарк е планиран по пат на јавно-приватно партнерство. И тоа е, нели, она за што мојот електорат или тие што гласаа за мене го гласа. Значи тие се сложиле со таквиот концепт. Проблемот испадна што со тендерирањето во делот на изготвувањето на студија за јавно-приватно партнерство нестречно избравме неподготвен човек кој што требаше да ја изготви таа студија и како резултат на стоцици консултации и на службите и со него и контакти, едва и додовме до каква таква студија, која што според мене е неквалитетна, во која што се зема во предвид да се покрие олимпискиот базен. Се сложувам во едно дека не знам точно која е сумата, не знам од кај ви се вас пресметките, затоа што јас немам проект видено за тоа колку би чинело покривањето на олимпискиот базен, меѓутоа ако се покрие олимпискиот базен, тогаш ќе имаме покриен олимписки базен, а не аквапарк. Оттаму, концептот кој што во иднина ќе биде предложен од моја страна, ќе биде концепт за покриен базен, меѓутоа во помала форма и искористување на димензиите на олимпискиот базен во функција на аквапарк. Нормално, како што беше првичниот концепт, тоа е со по пат на јавно-приватно партнерство. По овие дискусии следеа партиски обвинувања, лични дисквалификации, поради што имаше и прекини на седницата. Белевски праша зошто Советот носел одлука за да се донирале средства за поддршка на спортската сала, кога таа имала дуќани, ресторан, сместувачки капацитет и на крајот годината пријавувала позитивен финансиски извештај. Доколку не се работело како што требало, градоначалникот да извршил смена на директорот и менаџерскиот тим. По ова реагираше советникот Ристо Сакалиев, кој е дел од менаџерскиот тим на Јасмин. Не можеме ни да биме профитабилна фирма, ние сме сервис на граѓаните, не на тие како тебе што него сакат спортот, него на ние што го сакат спортот. Што идат горе и мислам дека имат голема удобност, нема човек што не излегол задоволен од спортска сала Јасмин. Единствено оној што не дошол или па што сака да лафи она што не е уред.
повеќе. Инвестициите во салата Јасмин што ги дава општината се многу мали, ни се надеваме дека со текот на времето ќе има и повеќе, али тоа се капитални инвестиции. Тековната одржавка во објект како што е Јасмин, објект што е сервис на граѓаните, не можат, ти очекуваш ли бе горе милион евра да направиме профит, да го одерме народ. Сервис на граѓаните толку тураме цена колку што треба да земе плата и елементарната услуга на одржавка. Горе, за да си бидеме пријатели другари, јас ќе дадам еден предлог. Ако не сме, штетен си за ВМРО, за СДС многу повеќе. Нечем да бидеш и за нив штетен и за СДС. Ајва, дај се оставка од советник, седмиот на листата нека влезе. Ја правам одма коалиција со вас, место 6 советници имате 7, барем еден да каже нешто издржано, да не се трескат глупости, да ви се смеат. Абе, у председателството луѓето знаеш што вика. Горан кога стане рейтингот на партијата вика ни го тоне. Еве ти предлог, прифани го, ја одма идам на ваша страна. Советниче, ќе ве молам за точка. Зошто па за точка? Да се држиме на точките на дневен ред. Очигледно е дека градоначалникот нема други советници да го бранат и ќе го пуште вако некој недоплакан да лично ме напаѓа, али нема врска, не му се луѓе. Ги молам советниците без Колега лични Сакалиев. нагледи. Значи, не сум донел ниту едно евро во спортска сала, јас немам таква обврска, но не сум ни изнесел како тебе, најмалку старо железо, железни конструкции. Друго, немаш никаков легитимитет да зборуваш за тоа што си тион на ВМРО ДПМН. Твојата фамилиарна фирма, Трасер, дојал од село Мрежичко, за неполни 3 години има тендер исклучено со општината и со Комуналец, замислите, за пола милион евра. Пола милион евра. И тоа ќе ви го докажам, тоа го има на сајтот за Биро за јавни набавки, така да немаш никаков легитимитет. Советот на денешната седница ја поништи постапката за доделување договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за реконструкција и изградба на затворен олимписки базен. Беа усвоени повеќе одлуки за доделување на финансиски средства за помош на здруженија на граѓани и за лекување на граѓани од општина Кавадарци. По предлог на советничката Божанка Минова беше усвоен и заклучок со кој Советот го задолжи градоначалникот да изврши застапување за решавање на проблемот со несклучувањето на договори за откуп на винско грозје за предстојната реколта кај винариите од општините Кавадарци и Неготино и во Министерството за земјоделство и за тоа да го извести Советот на наредната седница.